Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Историски подвиг или историска грешка е насловена денешната емисија, а е посветена на договорот за добрососедство што на 1 август во Скопје ќе биде потпишан меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Премиерот Заев тврди дека во него нема ништо спорно, дека тој ќе направи историски исчекор, Бугарија ќе направи наш најголем пријател и поддржувач на патот кон ЕУ и НАТО, вели дека нема ништо спорно во него што би требало да ги загрижува граѓаните, но од друга страна историчарите, барем тие што се појавуваат во јавност, во најголем дел се загрижени од делот одредбите кои се во овој договор, а загриженост изразува и опозицијата. За сите дилеми од политички и историски аспект вечерва ќе разговараме, ќе дебатираме со моите гости, Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер за вас. Добро вечер. И Виктор Канзуров, новинар. Добро вечер за вас. Благодарам за поканата. Добро вечер. Благодарам што сте тука и двајцата. Еве на почетокот, каков е вашиот генерален впечаток од тоа што имавме прилика сите како јавност да го видиме вчера? Долго време се говореше за овој документ, беше завиен со одредена доза на мистериозност, на крајот ете се објави на неколку дена пред неговото потпишување. Еве господине Петров, да почнеме со вас, каков е вашиот став во однос на овој договор? Јас би искористил можноста да го пренесам официјалниот став на Светскиот македонски конгрес, која е меѓународна невладина организација и го обединува најголемиот број македонци во сите делови на Македонија во целиот свет. Затоа нема да импровизирам, туку ќе го пренесем соопштението. Светскиот македонски конгрес повторува дека на македонскиот народ му е потребно историско помирување со сите соседни народи, а на државата Македонија и се потребни договори за траен мир и добрососедство со сите соседни држави поради историските хипотеки од Балканските војни 1912-1913 година, кога со Букурешкиот договор од 10 август 1913 е извршена окупација врз Македонија и геноцид врз македонскиот народ. Но врз основниот принцип на меѓународното право на еднаква сувереност. Што подразбира еднаквата сувереност? Заемно почитување, меѓусебно разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес, на реципроцитетна основа и со немешање во внатрешните работи. Дали овој критериум го исполнува договор? Овој договор тој критериум не го исполнува. Не е врз основа на меѓународниот принцип на еднаква сувереност и затоа има сериозни забелешки. Имајќи ги предвид сите балкански демоси како современи политички нации, кои своевремено биле делови на исти империи на овие простори, нормално споделуваат исто културно-историско наследство, и иако по меѓународното право Македонија е единствен носител на тоа име како држава во светот, заради релаксација на тензиите меѓу балканските метрополи по македонското прашање, македонците макар и еднострано декларираат културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, од чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика. За договорот и особено тие историски моменти. Дури независно од разликите меѓу современите литературни јазици да ни кажете каков е вашиот впечаток за документот. Сметаме дека нацрт договорот со Бугарија против добрососедството со Македонија. Дали треба да биде потпишан? Прејудицира промена и на името на македонскиот народ и на државата Македонија по домино ефектот, кој ќе почне со Бугарија преку уцените на корпусот партии на албанците за федерализација мека на државата, односно двојазичност на целата територија, до нацифашистичкото барање на Атина за промена на името на државата Македонија, што во основа го менува по автоматизам и името на македонскиот народ. Сметаме дека овој договор не треба да се потпише, затоа бараме владата со сите забелешки и укажувања кои произлегува од јавноста, заради тоа што не беше транспарентно водена целата постапка, да го одложи неговото потпишување. Доколку владата го склучи договорот, нашето барање упатено кон пратениците да не го ратификуваат со закон тој договор, а доколку собранието го ратификува, бидејќи потребно е мнозинство од присутните, не помалку од 40 пратеници,
бараме председателот на Републиката да не го прогласи законот за ратификација на тој договор со указ што представува негово уставно властување. Иако подсетивме неколку пати и досега дека тој договор не е надлежност на владата. Ако е од историско значење за нацијата и државата, по устав председателот ја представува државата, тој ги склучува меѓународните договори и меѓународен договор од ваков карактер е надлежност на председателот. Владата е должна да го информира во сите фази за секој меѓународен договор што по законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори е во нејзина надлежност. Дека го консултирале пред да биде. Меѓутоа, тоа се случи сега многу скоро, дека го информирале од кога јавноста побара објава на тој нацрт договор. Благодарам. За сега, господине Канзуров, каков е вашиот став? Долго време се преговараше за овој договор, практично неколку години. Претходната влада стигна до одредена фаза, според информациите на сегашниот министер Димитров, 90% биле, 80-90% биле договорени, останале тие некои најспорни во наводници делови од договорот, кои беа договорени сега за релативно брзо време по доаѓањето на новата влада. Дали сте изненадени од ова решение и дали е ова недоброто можно решение? Вака, мислам, вие на почетокот на емисијата поставивте едно прашање, дали е историски подвиг или другото. Историска грешка. Или историска грешка. Се, ако треба да изберам од тие две опции, јас би ви одговорил дека е историски подвиг, макар што и од таа призма гледано не го наблюдувам договорот како нешто спектакуларно и дека по неговото подпишување следното утро или следниот момент нешто драстично ќе се смени. Што се однесува за овие што го цитиравте сегашниот министер за надворешни работи и други информации кои се појавува во јавноста, мислам дека тоа се изјави кои се наменски дадени пред гласачите тука во Македонија, значи особено и опозицијата, ја спомнавте пред нејзините гласачи, власта, новата власт пред нејзините. Тоа, значи, кога министерот Никола Димитров кажува дека 90% било договорено од претходната влада, мислам дека тоа е една изјава со која сегашната влада на Заев уште еднаш покажува дека зазема одбранбена, дефанзивна стратегија во однос на ДПМН е најголемата партија во претходното управувачко мнозинство, бидејќи сака да кажа, еве, ние правиме, она на психолошкиот јазик, тој кажува, ние правиме нешто погрешно, ама тоа погрешното 90% го направи претходната власт. Јас мислам дека дали биле 90, 99 или 1% договорено од претходната власт, нели конкретно Никола Поповски додека беше министер, тој 1 или 99 или 10% што ќе преостанува никогаш немаше да се направи по желба на македонската страна, бидејќи таа власт на ДПМН беше изразито антибугарска, изразито антиалбанска и во нешто помал степен и антигрчка, а пред се антизападна. Значи не сакаше Македонија да влезе во Европската унија и во НАТО и овие работи си играше тинтири-минтири со овие. Сметате дека е избалансиран договорот и Па прилично е симетричен. Јас сум задоволен од него и воопшто не сум изненаден од неговата содржина. Тоа горе-долу е повторување на декларацијата од 1999 година. Мислам дека таму каде што можеби македонската јавност покажува знаци на некаква чувствителност, значи таму една-две работи каде што можеби се асиметрични, сакам да го дообјаснам тоа во однос на спречувањето на незаконска помош на лица на државјани на Република Бугарија, кои би биле тука, можеби има, ама подоцна во текот на емисијата ќе го кажам мојот став околу тоа. Господин Петров, што е разликата и сличноста со декларацијата? Се говори дека во основа овој договор
Во основата на овој договор е декларацијата од 1999 година за волја на вистината, и тогаш македонската јавност беше поделена во однос на таа декларација. Сегашната власт тогаш како опозиција беше ја обвини за предавство на многу беше против таа декларација. Деновиве гледаме и изјави на дел од македонскиот народ е соочен со две предавства во континуитет од дисолуцијата на поранешна СФРЈ. Најпрво се случи привремената македонско-грчка согласност од 13 септември 1995 година, што ја склучи владата на СДСМ, тогашниот министер за надворешни работи Стево Црвенковски и грчкиот министер за надворешни Каролос Папулјас. Одредбите, практично со таа времена согласност, владата се откажа од грижата за положбата и правата на македонците во егејскиот дел на Македонија. Во формулациите, во одредбите на привремената таа согласност, беше наведено дека членот 49, кој зборува за грижа на државата за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји, не се однесува за припадници на македонскиот народ, туку само за државјани на втората страна. Се дополни тој член на уставот, беше направена измена со амандманот 2. Со амандманите 1 и 2 дека Македонија нема да се меша во суверените права и во нивните внатрешни работи на година и го прифати ултиматумот на Европската заедница дека нема територијални претензии кон соседите и дека во грижата за своите држави нема да се меша во внатрешните работи на другите држави. Тоа беше под притисок, да кажеме, усвојување на тие два амандмани на уставот во 1992 година. Меѓутоа, вие бевте тогаш пратеник, ако не се да, бев пратеник. Практично ни наметна диктат како да сме земја која изгубила војна. Меѓутоа, тие одредби од времената согласност во декларацијата од 22 февруари 1999 година, владата на Лјупчо Ѓорѓиевски, на ВМРО ДПМН тогаш, ги препиша во декларацијата склучена за тогашниот премиер Иван Костов. И иста беше, формулацијата беше дека македонскиот јазик се сведува како уставна категорија, односно декларацијата е подпишана на македонскиот јазик во согласност со Уставот на Република Македонија и на бугарски јазик во согласност со Уставот на Република Бугарија. Тогашната опозиција се спротистави на таа декларација и ја обвини владата на ВМРО ДПМН дека врши предавство, затоа што со непризнавањето на македонскиот јазик директно се согласува со непризнавање и на македонскиот народ. Дали сега во договорот? Таа формулација од декларацијата 99-та иста е и во договорот сега што се најавува да биде склучен на 1 август. Владата на Лјупчо Ѓорѓиевски ги препиша одредбите од времената македонско-грчка согласност и практично се откаже од грижата за положбата и правата на македонците во Пиринскиот дел на Македонија во цела Бугарија. Тоа е член 14 од договорот, може од режија да го пуштате лопот да видат и гледачите точно како тие одредби остана и во овој нацрт договор за пријателство, добрососедство и соработка, со тоа што со уцена и злоупотреба на правото на вето за пристапување на Македонија во Сојуз на Европската Унија, бугарската влада на Бојко Борисов изнуди да се вгради одредба за заедничка историја, за комисија, мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања на паритетна основа, која треба да врши практична ревизија на историските настани во Македонија, во историските читанки и литература, како дел од бугарската историја. И само за тие датуми кои така ќе бидат договорени да се организираат заеднички чествувања како бугарски настани од историјата на Македонија. Затоа што Бугарија, официјална Софија, воопшто не признава македонците ги смета за бугари, македонскиот јазик за дијелект на бугарскиот јазик, а Македонија за дел од Бугарија. Тоа е таа нејзина Сан-Стефанска преокупација и неизживеана романса, зашто после Сан-Стефанскиот мировен договор Македонија не остана во рамките на Бугарија. И од после до денес целиот фалсификат во историјата на Македонија за да ја прикаже како нејзина територија. Бугарија го слави 3 март од 1878 како национален празник после руско-отоманската војна,
Меѓутоа тоа го злоупотребува декларирајќи практично територијални претензии кон државата Македонија. Добро, во договорот сега стои дека двете страни немаат територијални претензии една кон друга. Тоа е дел од членот, ако не се лажам, беше 11. Да, јас немам претензии кон вашата куќа, ама ако не ве признам дека вие постоите во неја, ден и ќе ве нема за да бидам јас газда, собственик на неја. Добро. Господине Казуров, ги ја следите јавноста во Бугарија со внимание, мислам, почесто кај нас за жал не се толку застапени бугарските канали, нашата јавност нема толку прилика да ги следи. Има ли скриени намери од страна на Бугарија во инсистирањето да се потпише овој договор? Зошто беше воопшто потребно подпишувањето на еден ваков договор? Добро, ова прашање што го поставивте, зошто беше потребно подпишувањето ваков договор, мислам дека е најсуштественото и најзначајното во целата оваа работа и ви благодарам што го поставивте. Тоа за скриените намери на Бугарија, значи сега јас и друг пат кога ме канеле во телевизиски емисии сум кажал дека апсолутно сите балкански земји од првата до последната ги сметам за изразито националистички, која повеќе, која помалку. И Бугарија. Па така и Бугарија, не само во однос на македонското прашање, но и Македонија е изразито националистичка држава, особено преку незиниот образовен систем и медиумите го шири национализмот. Еве, токму господинот Тодор Петров ме врати во училишните денови кога ги учев овие ламентации што тој ги кажа околу историјата. Суштественото е дека господинот Петров пред малку кажа дали за времената спогодба со Грција, дека ни беше понуден договор како да сме загубиле војна. Тоа многу убаво го кажа господинот Петров. Значи не сме загубиле војна како Република Македонија, но нашата идентитетска конструкција навистина загуби војна. Таа е југословенската идентитетска конструкција, дека со векови суштествувал македонски народ одделен од српскиот, бугарскиот, грчкиот, албанскиот, турскиот, не знам кој, и дека сите други биле околу волци, сакале да го уништат, ама тој гордо и достоинствено обстанувал секогаш. Па затоа што балканските војни Македонија ја делеле, окупирали и врз македонците извршиле геноцид. Ве молам, мислам, ве оставив да ги кажувате работите што ги кажавте. Ова вие што го кажавте, никаде надвор од Македонија не се изучува. Јас ако не сте чуле, ќе ви кажам што се случи на еден симпозиум на САНУ, Српската академија на науките и уметностите. Овие работи на говорницата стана академикот Блаже Ристовски да ги кажува и неговиот колега од Српската академија од место го прекина и му кажа: Блаже, прекини, твоја историја важи од Куманова до Джевџелие. Значи сега српската до Јапонија, до Токио, да. Да се сослушаме, ве почитувам, сум ве следел како пратеник со истакнување амандмани, интересен човек сте, да се сослушаме, ова е многу важно прашање. Значи, Југославија се распадна, моделот на македонски идентитет свртен негативно кон Бугарија, Грција и Албанија, позитивно кон Србија, не може веќе да опстане. Овој договор, како и проблемите со Грција кои ги имаме во внатрешните односи со албанците, проблемите со Албанија и Косово, гледам новиот премиер изразито непријателски изјави дава кон соседна република Косово, не знам до каде ќе стигне со тоа. Значи, тоа веќе не може понатаму да оди. Вие рековте опозицијата се буни за овој договор. Главната опозициона партија како правен субјект се вика ВМРО ДПМН. Конгресите си ги брои во однос на старата организација или старите организации, нели, ако земеме бугарските македоно-одрински револуционерни комитети, тоа е првото име на ВМРО, па потоа ТМОРО, ВМРО. Ако земеме дека ВМРО на Александров и Михајлов по Првата светска војна е истата организација, технички може би не е, но еве и да се две, ВМРО ДПМН, така нареченото, го презема континуитетот и во конгресите. И сега тие изјавуваат каде овде се признава македонски народ од бугарска страна, не знам што. Во вакви документи тоа не се признава, ниту македонската страна го признава
бугарскиот со овој документ. Тоа е, двете држави оставаат самите граѓани на тие две земји како ќе си се определат. Значи, тука има де факто признавање. Сега, ВМРО ДПМН на Никола Груевски се буни каде го има тоа признаено, а тие си ги бројат конгресите од една бугарска организација. Значи, која во првиот нејзин устав декларирала дека член на нејзината организација може да биде секој бугарин без разлика на пол и вероисповед и така натаму. Потоа ја проширила организацијската поставеност и членство на полот е најважен. На другите па што кога се однесува за ВМРО ДПМН на вистина тука може би не е најважен, бидејќи многу сомнителна е нивната хомофобија во последно време. Не е за хомофобија, ама стана тренд да се декларира за бугарин или хомосексуалец. Одглумена, да. Нема потреба такви аналогии да правите. Не правам, туку тоа е вистината. Значи, Конгресот 1991 на ВМРО ДПМН, оваа партија што сега е најголема опозициона, не го брои како прв. Ниту тој Кичевски од 95-та и понатаму Седо Кумановскиот. Ако тие прават континуитет на ВМРО на Тодор Александров и Ванчо Михајлов и на Гоце Делчев и Даме Груев, тога што се тие? Бугари се? Македонци ли се? Југословени се? Што се? Значи, тоа е една шизофрена ситуација. Барат континуитет, се представуваат за континуитет на некои луѓе што се декларирале како бугари, и тоа не е спорно за целиот свет. За тоа ВМРО и за тие историски личности, па веројатно не меѓу Македонија и Бугарија, туку меѓу Македонија и светот. Да, затоа ја поздравувам оваа комисија, само би сакал некои посериозни таму научници да бидат од двете страни. Македонците се бугари, најсоодветни веројатно ќе бидат за таква комисија за да направат ревизија на историјата на Македонија. Ако јас се прашувам, такви не би требало да влезат. Ако се прашува Бојко Борисов и кои лица странци да поканиме, како што владееле со овие територии. Бугарите го има Симеон Саксо-Кобурготски. Верувајте дека странски историчари нема да ви одговараат ако поканиме. Еве може да ги поканиме Иво Банац, Демја напише историјата на Грција, некој нов Дрожен. Кажав хрватски историчар, чешки, германски специјалисти за Балканот, за 19-тиот и за 20-тиот век, кои дури го критикуваат национализмот, познати се по тоа, и бугарскиот, сите тие тврдат дека македонскиот етникум почнал да се конституира во 20-тите, 30-тите години на минатиот век и потоа се потврдил. И тоа, верувајте, во Бугарија никој сериозен човек не го негира. Во крајна сметка, само определувањето на луѓето не може никој да го негира, тоа е загарантирано со универзалната декларација на Организацијата на Обединетите нации. Вака како што вие го покренавте прашањето во досегашниот тек на емисијата, не само вие, туку партијата, хомофобичната партија што ја споменав и што многу сака да ламентира за сексуални работи, за мастурбации, да обвинува некого без докази и така натаму. Да, такви обвинување и Љупче Георгиевски, синоним на бугарската кауза во Македонија, мене еднаш ме обвинуваше за да каже дека грешна историја читаме. Да, не само со ово патувам порака, тој центарот за комуникација и лаги на ДПМН е Валјево. Зошто сметате дека во Бугарија не постои центар за лаги, бидејќи бугарската историја ја пишуваше Централниот комитет на бугарската комунистичка партија. Вие јас сме граѓани на Република Македонија. Да, јас сум и граѓанин и македонец. Во ред, по државјанство во Македонија сите се македонци. Апсолутно, така и да треба одите да со пасош. И сега ова се наоѓаме во Скопје, во студиото на телевизија која се наоѓа на територијата на Република Македонија, треба да зборуваме за македонските проблеми. Ако сакате, ако ве поканат заедно, ако не поканат во некое бугарско студио, таму ќе се фокусираме за бугарските погрешни приоди кон оваа проблематика. Затоа што од историска гледна точка и сега тргна Бугарија. Ќе ги сскате граѓаните на Република Македонија. Граѓаните знаат што сакаат и што се. Господине Петров, и Гоце Делчев знаел што е. Не може да му се негира бугарскиот идентитет. Бил верник во тоа време во бугарската екзархија. Да. Бидејќи не постоела Охридската црква. Да. Тоа зошто не го кажува учебниците по историја така? Зошто јас кога учев не ми го кажаа тоа?
Па не ти го кажале затоа што други ја пишували историјата. Кои други? Па тие што биле на власт тогаш. И во Македонија, и во Бугарија, комунистите. Биле од Југославија луѓе. Зошто јас од мало дете не сум запознат со таа работа, па сам да си решам дали тој бил принуден или навистина се чувствувал бугарин. Зошто се криело тоа? Зошто се криело? Па еве доаѓа време кога тоа се открива. Мислите дека во Бугарија целосно се познава целата историја на Бугарија, не ја откриват и сега повторно. Па и таму има историски школи, кои што историјата на Бугарија не ја врзуваат за Кина, Монголија и Татарстан, туку за Стара Македонија. И таму има историчари кои тврдат дека Клеопатра е бугарка. И таму има таква историска школа. Има букефалисти како вас не таму, букефалисти. Не букефалисти, туку луѓе. Ама тие не се сериозни научници, разбирате. Тие служат за шега и за забава таму. Па вие сте жив сведок на таа историја? Или ја читате тоа што напишала Бугарската комунистичка партија за Македонија? Видете, науката утврдила како се конституирале нации, етноси, мислам, на македонски јазик е преведена една прекрасна книга од Бенедикт Андерсон, американски политиколог. Таа е прифатена како година нулта нејзиното издавање во однос на историографската вистина за процесот на конституирањето на нациите. Вие се префрлате во време пред нашата ера, мислам, каде ги ставате тие? На која нација вие припаѓате? Во граѓанска и во политичка смисла на македонската. Значи вие сте македонец? Во граѓанска и во политичка. А по потекло што сте? Во етничка смисла сум бугарин, исто како Гоце Делчев. И што е важно тоа? Па не важно е за да знаеме кој на која основа како се откривате каков националист. Значи некој ако е бугарин, еским или шпанец, задолжително мислите сите се како вас. Вие од позиција на бугарин, ете затоа е тој договор моето право на самоопределување. Не ви го негирав, измислувате и нон-стоп ме прекинувате, а вашите долги монолози јас не ги прекинувам. Јас сум македонец по потекло, така? Вие велите не сум. По ваша аналогија. Не сум рекол така нешто, туку вие барате конфликт во емисијата. Не барам конфликт. Не барам конфликт. Водителот постави прашање зошто е тој договор. И Борисов, тие го наметна конфликтот. Водителот постави прашање зошто се потпишува овој договор. Зошто се потпишува? За да нема веќе мнозинство луѓе како вас, кои некого ќе прашаат што е по народност и врз база на тоа ќе го оцени дали е добар, лош или како ќе биде. Па по истата аналогија, има ли бугари во Бугарија? Вие не бевте доволно мудар и се откривте дека сте националисти, шовинисти. Јас сум доволно паметен за да кажам дека сум македонец. И тоа не е ниту национализам, ниту шовинизам. Добро, што стајте транспарент некој дека не ставам транспарент, ама не се срамам да кажам. Па зошто да се срамите? Јас верувајте поголем македонец сум од вас. Немам таква југословенска свест како вие што имате. Па тоа е и проблемот. Омразата ви е наследство од Југославија. Не, тоа е проблемот. Значи Бугарија не е прашање дали се македонците во Македонија бугари, туку има ли бугарин во Бугарија вие си без водите македонски некаков корени? монолог со некаков друг соговорник. Значи тоа какви корени има таму 2-3 милиона луѓе. Мислам дека е доволно, да, ова доволно беше со размена на во оваа полемика со аргументи. Да направиме тука една кратка пауза за реклами, па продолжуваме понатаму со дебатата. Го следите отвореното студио посветено на договорот за добрососедство што треба да биде потпишан во вторник на 1 август меѓу Македонија и Бугарија. Мои гости се Виктор Канзуров и Тодор Петров. Продолжуваме понатаму со емисијата. Начнавте дел од историските моменти. Пред да продолжиме со дискусијата, предлагам да видиме дел од изјавите што денеска ги дадоа историчарите на една трибина организирана во Скопје. Прилично се едногласни во ставот дека овој договор носи опасности за македонската нација и народ. Да погледнеме дел од изјавите. Па еве, видовме дека после толку барања, договорот на крајот излезе пред македонската јавност и би рекол со еден збор на Балканот ништо ново, оно што го има во договорот и претходно се дискутираше дека ќе биде така како што е во договорот, дека видовме дека се зборува за заедничката историја меѓу Македонија и Бугарија, се зборува за формирање на комисии кои што ќе ги пеглаат историските настани. Исто така видовме дека во договорот воопшто не се споменува македонското малцинство во Бугарија, што значи дека договорот е штетен во тој поглед за македонскиот народ, затоа
што ништо не е променето од оно што беше во декларацијата од 1999 година. Договорот со Бугарија не само што е штетен за македонските национални интереси, туку тој е катастрофален. Катастрофален за тоа, пошто во преамбулата на договорот се зборува за заедничка историја. Заедничка историја. Секоја идна влада нормална, предпоставам дека ќе биде нормална влада, договорот ќе биде укинат независно таму од меѓународни гаранции тој ќе биде укинат со указ, како и тоа кое ќе го стават идната недела за јазичноста и заменувањето на името. Овој договор, како што може да го видите, не е реципрочен, туку е нереципрочен. Создава обврски само за едната страна и значи недостасува еден елемент за да го наречеме меѓународен договор. Поред македонскиот закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, владата не е надлежна. Иако ние видовме вчера еден документ од врвните македонски историчари кои што кажуваат јасно дека овој договор е штетен, така да во таа комисија сега очекуваме да се расветла сите тие историски контроверзи и најпосле да се каже дека навистина во Македонија и во голем дел од Бугарија живее еден народ, а тоа е македонски народ. Бидејќи историјата е јасна, најголем дел од бугарскиот народ е со македонско етничко потекло, во последните 100 години врвните функции во Бугарија ги вршиле македонци, така да не треба да се стравиме од таа формулација да кажеме дека сите сме еден народ, но сите сме македонци и во Македонија и во голем дел од Бугарија. Да, тоа беа дел од изјавите што беа дадени на денешната трибина. Најспорни се неколку члена од овој договор. Историчарите говорат најмногу за членот 8. Го имаме како телоп, може да го пуштате од режија да го видат и гледачите пред да започнете да го коментирате. Тој предвидува во рокот најдоцна 3 месеци од влегувањето на сила на овој договор двете страни да формираат заедничка експертска комисија за историски и образовни прашања на паритетна основа за да се придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Ова комисија треба да поднесува извештај еднаш годишно пред владите на двете договорни страни. Двете страни ќе организираат со заедна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности е ставот 3 од овој член 8. Господине Петров, дали имаме, споменавте вие повеќе забелешки. Да, повеќе забелешки околу оваа комисија, нема некој критериум како ќе се формира, кој ќе ја формира, кој се ќе биде дел од таа комисија, но се чини она што е најспорно е како ќе се постигне консензус, договор околу тоа кои историски настани и личности се заеднички, а кои се посебни. Науката не трпи монопол и никој не може никому да суспендира право да истражува. Не постојат апсолутни вистини. На крајот на краиштата, ако читаме историјата од аспект на актуелната политика, секогаш ќе доаѓаме до погрешни заклучоци, затоа што чија е територијата, негова историјата. Историјата ја пишува победникот. Во поглед на нацрт договорот за пријателство, добрососедство и соработка што треба да го склучат Зоран Заев и Бојко Борисов на 1 август во Скопје, јас би ги кажал следните забелешки. Прво, тој договор ги исклучува македонскиот народ и македонците во Пиринскиот дел на Македонија и на територијата на цела Република Бугарија. За Софија едноставно тие не постојат. Второ, не го помага пристапувањето на Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата, иако постои одредба дека искуствата ќе ги пренесува Софија на Скопје. Меѓутоа, таа одредба, членот 2 став 2 нацрт договорот, зборува дека Бугарија ќе го помага членството на Македонија во ЕУ и НАТО само во согласност со самитите на врвот на НАТО. Последниот таков беше од 2 до 4 април 2008 година, кога по барање на Грција се изврши прием на Македонија затоа што бара промена државното име, тој и денес го барат, така да членот 2 став 2 од нацртот не е никаква помош од Бугарија за пристапување на Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО, туку напротив, таа ќе се прдржува според резолуциите и актите на НАТО алијансата и Европската унија. Трето, декларира заедничка историја, тоа е ставот 8 од преамбулата на нацрт договорот, заради што треба да се формира оваа мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања на паритетна основа, тоа е членот 8 став 2 од нацрт договорот,
кои треба да извршат ревизија на историските настани во Македонија, во историските читанки и литература. Тоа е илузија. Или во Бугарија, тука не пишува Македонија. Тоа е илузија, па веројатно во двете земји. Па најдобро ќе ја сватите дали пишува за едната или за другата. Најдобро ќе го сватите тој став ако ја прочитаме последната изјава на Петар Стојанов, кој беше претседател на Република Бугарија од 1997 до 2002 година. Тој во една емисија на бугарската државна телевизија вака вели, цитирам: "Поделбата на Бугарија на три дела, на Кнежество Бугарија, на Источна Румелија и на Македонија, се чувствува како најголема историска неправда." Се мисли на поделбата со Берлинскиот договор за она фиктивна Сан-Стефанска Бугарија, создадена 1878 година после руско-отоманската војна. И продолжува: "Илинденското востание е нашето второ априлско востание. Ние бугарите нема да се лишиме себе си од таа страница на нашата историја, затоа што ако се лишиме од нејзи, историјата ќе не остане исклучително сиромашна. Затоа историјата на Македонија за нас е најромантичниот дел од историјата на Бугарија. Илинденското востание за нас е бугарско, а Македонија е дел од Бугарија." Ова изјава на Петар Стојанов најдецидно покажува каков е ставот на официјалната софиска доктрина кон македонското прашање. И затоа велиме, се додека за официјална Софија македонците се бугари, македонскиот јазик е диелект на бугарскиот јазик, а Македонија е дел од Бугарија, ваквите договори нема да значат ништо туку само велепредавство кон македонскиот народ и кон Македонија. Понатаму се суспендира членот 49 од Уставот на Република Македонија. Да, тоа ќе го разговараме подоцна, тоа е член 11 од законот. Сега да се задржиме на комисијата и на историјата на заедничките чествувања. Мислите ли дека ќе се постигне договор? Па ние имаме заедничка историја сите држави на овие простори. Ако немаме заедничка историја со Отоманската империја, немаше да го правиме Илинденското востание. Со секого имаме заедничка историја. И затоа за мене е абсурдно само Бугарија да инсистира на таква заедничка историја, за да покаже дека македонците се бугари. Они сега, нивната академија, наука ќе докажува дека македонците се бугари, Македонија дел од Бугарија, за да ни даде согласност за пристапување на Македонија во членство на Европската унија. По такви услови, по лично мислење на македонците во целиот свет, мислите дека немаме никаква заедничка историја, дека е погрешна ова премиса на која почива договорот? Па јас не сум видел во никаков документ за добрососедство да постои таква одредба, за која се инсистира на заедничка историја, на препрочитување, ревизија на историјата. Такво беше ставот и на Пандора Бакојане, кога беше министар за надворешни работи на Грција. Она децидна исто беше по ова прашање. Ние еднаш напишавме историја за Македонија, по втор пат нема да вршиме нејзина ревизија. За нас прашањето за Македонија е завршено. Македонија е дел од грчката историја и крај на прашањето. И затоа се наметнува дилемата. Ако македонците се бугари, што направи Софија за враќање на државјанствата, имотните наследните права на насилно прогонетите од егејскиот дел на Македонија со спогодбата после Балканските војни, кога се вршеше размена на население. Што направи Бугарија по тоа прашање? Ништо досега, затоа што не го ни чувствувала, бидејќи бил интересот кон Атина да влезе Бугарија во Европската унија. Меѓутоа, за жал, најголемиот проблем не е историјата на Македонија и Македонија како дел од Бугарија. Официјална Софија е за жален и нејзе треба да ја помогнеме, затоа што од 2007 година, од кога Бугарија влезе во Европската унија, околу 3 милиона млади образовани се иселија трајно во земјите на Западна Европа. И Јоханес Хан тоа го тврди. Во Бугарија за 30 години најмногу нема да има бугари. Доминантно население таму ќе бидат ромите, турците и русите кои купуваат имоти на таа територија. И затоа вели во тоа време 2013 година како еврокомесар за регионални политики, ние треба да размислуваме малку поинаку, бидејќи средствата фондовите не завршуваат до крајните корисници за кои се наменети, таму владе една криминална мафија, ние треба да размислуваме поинаку во поглед на таа територија која ќе остане во рамките на на Европската унија, меѓутоа со се само без бугари. И вели треба да направиме политика проблем, на субвенционирано доселување на европјани на таа територија,
за да политичкият владе Рече Казуров, која ќе е поканат во Бугарија, може да дебата да ја прави. Со темата. Господине Казуров, има врска затоа што Бугарија се занимава Ама со не сте сам историјата на македонците и на Македонија. ве молам двајцата. Не го гледа основниот проблем. Господине, таа територија се празни и ќе елементарно остане без право е бугари да се во сослушаме. догледно време. Значи, Да, тројца молам, сме тука, сите да дојдеме. Да се задржиме на темата пред се. Знам дека сте брилјантен говорник. Господине Канзуров, дали може да се дојде до објективно и засновано на автентични на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани? Дали може тоа да се случи? Преку ноќ не. Дали има до толку екзактни докази кои може точно да одредат каква ќе биде историјата? Бидејќи историјата е наративна наука, не е тоа математика. Да, никој во Бугарија сериозен човек не го негира денешниот македонски идентитет. Толкувањата можат да бидат различни конкретно за кој да е идентитет во светот, процесите кои влијаеле, што пресудиле, некој историчар, научник повеќе фокусира на еден агол, друг на друг и така низ една симбиоза историчарите и заинтересираните граѓани доаѓаат. Да, секој е субјективен, како да се дојде до такво објективно и на како стои примарните извори не се субјективни. Ако има примарен извор основен дека Гоце Делчев кажал за себе си дека е бугарин, кажал, значи е очекувате бугарин. тоа да стои во македонските учебници дека Гоце Делчев е бугарин? Па да, зошто да не. Само друго сакам да кажам. Ова е симетрична точка, значи не се однесува на едната земја само. Неодамна, додека уште беше на власт премиерот Никола Груевски, владата тој кој ја предводеше, донесе еден закон за луѓе од различни професии. Еден од пресудните елементи кој ќе влијае во иднина за нивно научно напредување и напредување во кариерата, да зависи од тоа колку трудови научни ќе имаат објавено во меѓународни реномирани научни списанија со импакт фактор. Тој, мислам, убав закон беше изгласан, донесен, потоа се разбунтуваа историчарите, лингвистите тука во Македонија. И потоа се донесе една измена во тој закон, дека тоа не важи за историчарите и за лингвистите. Значи, гледате како ние имаме, што би рекол, еден наш поранешен председател и повеќекратен премиер, инаку патолошки бугарофоб Бранко Црвенковски, и поради него е овој договор, инаку алфа мажјак, а сега скриен во глувчија дупка. Значи, ние имаме фабричка грешка со тоа. Значи, како може лекарите, инженерите или припадници на други професии да бидат во подредена положба во однос на овие за кои Василije Крестич од Сану им рекол дека историјата им важи од Куманова до Джевджелије. Во прилогот беше и Тодорче Преганов, јас се зачудив, пред известно време на една телевизиска емисија човекот цитира некаква изјава на Гоце Делчев дека рекол во Македонија секој може да биде добар бугарин, грк, србин, но треба да биде добар македонец, не добар бугарин, србин и грк во смисла да се бори за присоединување на Македонија кон Бугарија, Србија и Грција. Значи, прво, таа изјава не е на Гоце Делчев, таа изјава на литературен лик од роман на Димитар Талев, бугарски писател по потекло од Прилеп, кој кога дојдоа комунистите на власт во Бугарија го ставија во логор поради божемен или вистински негов бугарски национализам. Романот е пишуван 1958 година, кога Бугарија се уште го наложува македонизмот во цела Пиринска Македонија. Значи, тука може да заклучиме евентуално дека може би имало некако флерт на Талев, меѓутоа, ако се гледа страницата во романот, пред и по тој пасос, тој исто наведува дека и самиот Гоце Делчев е бугарин. И самата таа изјава на Гоце Делчев, која не е автентичен историски извор, тоа не го кажал никогаш, самата таа изјава не пледира за етнички македонизам, туку пледира за едно политичко македонство, да се создаде една македонска држава која ќе ги обединува тие етникови. Колку нијанси има, дали е политичко, дали е етничко, како ќе се цени, дали е рекол македонец во етничка смисла или рекол македонец во географска смисла? Директор кој бил на Институтот за национална историја, како може таква личност, која е елементарна работа
работа не знае, да биде релевантен соговорник. Зашто се што е македонско за вас е политичко, а се што е бугарско може ли да не ме етничко? прекинувате? Па малку ми е чудно. Многу важна ова дилема. Господине Казуров, вие важно 30 е стварно. минути зборувате. Па упаѓајте вие, ако сметате дека не сум во право. Не сакам и постар сте и не ми е тоа стилот. Па и ја немам таков стил, ама не може да слушам вакви небулози. Не се небулози. Македонија Овој договор е за тоа. Многу е важна таа дистинција. Значи овој договор е за да се ревитира нашата историја на бугарски се користи во политичка, кога во етничка. Што е потребата од ваков договор? Прво имавме декларација. Прво разликата е што таква изјава од Гоце Делчев нема. Историчар Добре, кој ќе знаеме даде дали таква Чепеганов изјава, тој рекол- веднаш следниот ден си оди во пензија. Значи Не, тој е човекот не е незнајко. тука, не ни знаеме дали кажал тој наистина не е, така. тоа е од роман реченица, не е кажана од Гоце Делчев. Димитар Влахов, секој граѓанин на Скопје кој доскоро вадеше лични документи, лична карта, пасош биометриски, одеше во просториите на МВР кои беа во МРТВ на адреса Кеј Димитар Влахов или улица Димитар Влахов, не знам се уште дали е таа. Значи Димитар Влахов, човек кој бил почитуван од југословенската историографија. Самиот Димитар Влахов кажува дека Гоце Делчев е бугарин. И во неговото подоцнешно еволуирање на Димитар Влахов поблиску кон комунистичките, интернационалистичките идеи според неговата перцепција дека се такви, го потенцира космополитизмот кај Гоце Делчев, не знам дали бил вистински или тој го дополнува како таков, дека иако бугарин Гоце Делчев, ова се зборови на Димитар Влахов, се борел за правата на сите македонци. Значи не само за македонците бугари, туку за сите македонци. Значи овде кажуваме во еден одреден период кои идентитети ги имало во Македонија, кој идентитет преовладувал. Тоа не значи негирање на денешната реалност. Напротив, туку пообјективно ги проследуваме етапите како дошло до тоа. Затоа што во ваква ситуација постојано или често ќе се конфронтираат луѓето од Бугарија и од Македонија или ќе гледаат да ја избегнат таа тема, значи да направиме еден чекор напред. Никој никому со инка не може да му го промени идентитетот. Еве, јас ви благодарам што ме поканивте, на вистина ова што го зборувам можеби некому од гледачите не му се допаѓа, но никому не сакам да му го променам неговиот идентитет, ниту можам и да сакам. Тоа е суверено право на еден човек. Значи, слободната волја на човекот, како тој се определува и како ги доживува емоционално овие процеси кои течеле кај нас изминатите 100 и повеќе години, тоа е негово суверено право. Не можеме тука да наметнуваме. Ама дајте луѓе да не им го менуваме идентитетот и на починатите. Затоа што тоа ја создава конфронтацијата во македонско-бугарските односи. Тоа е основата на целата конфронтација. Значи, го имаме, например, Јане Сандански, кој во Југословенската Македонија беше одбран како втор по значење лик од тој период. Јане Сандански ја основал Народната федеративна партија за време на младотурската револуција, бугарска секција. Ние овој дел бугарска секција од тој политички субјект не го учевме. Зошто тоа се брише? Зошто детето, кога е мало, во почетните оделенија, добива погрешна перцепција за овие периоди, ги толкува тие луѓе дека биле и по народност македонци и потоа веќе кога станува возрасен човек, има една емоционализирана врска со лажната историја и тешко му е да го прифати тоа потоа. Тешко оди тој процес. Значи, ние треба да ги поштедиме идните генерации да не поминуваат низ тоа низ кое ние сме поминувале, а особено сме живееле и во систем кој не дозволувал различно мислење. Во бивша Југославија имаше еден член за вербален деликт, кога некој глауч од големите политичари ќе реши дека некој дал некаква несоодветна изјава и тој веќе страда. Тргнате од работа, може и во затвор да отиде. Тој член е укинат, мислам де јуре, но де факто не е укинат. И еве сега вие со оваа емисија правите чекор напред за да се укине не само де јуре и де факто, за да може и поинакво мислење да се слушне. Значи тој член се однесува на тој дел. Во Бугарија има луѓе, може ли да се направи дистинкција која е заедничка историја, која е посебна историја? Тука се зборува за заедничка историја како факт,
не се проблематизира воопшто тоа, значи го има јас, и во преамбулата и во членовите. Јас не го љубам многу Што е заедничка таа историја, формулација заедничка историја, нели? Заедничка историја е таа додека сме биле во Југославија со граѓаните од другите републики, конституенти на таа федерација. Значи, овде, јас, сега ме прашувате лично мене, кажувам од моја лична призма, не го сакам тој термин, заедничка историја. Господин Петров, дека имаме заедничка историја со сите на Балкан. Илинденското востание, како да ви кажам, тоа еве заедничко, ако веќе така го формулираме, затоа што по 2 недели од Илинден се крева на преображение во Одринска Тракија, каде Гоце Делчев ги врши главните подготовки на четите. Луѓе од Стара Бугарија се водачи на чети овде. Македонци, географски македонци, инаку по народност бугари. Во Одринска Тракија ги водат комитетите. Значи, тие не чувствувале дистинкција помеѓу себе, дека се членови на различни народности, дека прават меѓуетничка соработка. Туку дека се еден етнос. И годината која господинот Петров ја спомена, 1878, кога има Сан Стефански Берлински договор, вие знаете дека по укинувањето на Сан Стефанскиот договор во Македонија се креваат востанија. Па има бунтови пред тоа и во тој период и потоа. Значи, населението во Македонија, најмногу бројното етничко население, е незадоволно од укинувањето на Сан Стефанскиот договор. Па потоа некаква лажна утеха е со Берлинскиот договор во кој е дадена една точка која гарантира автономија на Македонија и Одринска Тракија, но таа не се реализирала, знаете, и затоа е формиран БМОРК, односно ВМОРО, односно ВМРО, чиј наследник Божемен денес е партијата на Никола Груевски, значи наследник на бугари, а тие сами мразат бугари. Значи, тоа е една шизофрена ситуација. Забрануваат да има бугари, им измислуваат разни работи, дека мастурбирале, не знам, во јавен простор, каде што имало неколку стотици луѓе, смешни работи. Говори за повеќе ситуации, вели дека има докази и факти за ова кои би се докажале во некоја процедура. Што чии извори ја читате историјата, така ќе интерпретирате. Не може цело време да збориме за Македонија како политичка нација, а за Бугарија како етнонација. Има ли шанси на вистина да се направили некои грешки во нашата историја и да има простор да се нешто коригира, како што се коригираше, ако не се лажам, турско робство во име на добрите односи со Турција? Тој термин е исфрлен веќе од историските учебници. Јас лично сметам дека таа комисија нема да профункционира и тука ќе даде резултатите за кои што се формира. Такви одреди постојат и во македонско-грчката привремена согласност, не за формирање на ваква комисија. Меѓутоа, овластување на власта да превзема репресивни мерки против владини агенции, приватни лица кои подкреваат омраза, говор на омраза, разлики во читање на историјата. И затоа сметам дека таа одредба што сега се предлага нема да се ефектуира соодветно. Меѓутоа, не гледам причина зошто да имаме заедничка историја само со Бугарија. Значи, кога они велат дека македонците се бугари, тоа за Софија е демократија. Па ја исто може да го кажа, во Бугарија има се само бугари, не. Видете, тоа е демократија? Не, ама вие цитирате екстремисти. Тоа е говор на омраза. Не цитирам екстремисти. Вие цитирате бугарски Тодор Петровци. Сега не се релевантни. Нема бугарски Тодор Петровци. Има македонци. Во Бугарија има се само бугари, не. Вие имате право што реагирате, ама сега вие цитирате едни екстремисти кои не се репер за бугарското општество. Како и тука и таму има. Не се репер. Па еве, читавме што мисли Петар Стојанов. Петар Стојанов не е на власт, не знам зашто точно го... Па тој бил председател на таа држава и тогаш кога бил ова исто го чувствувал. Толку знае. А кој ги децира сега новите? Бојко Борисов беше шеф на обезбедување на Тодор Живков. Јас никогаш не сум рекол дека Бојко Борисов има големи познавања во областа на историјата. А кој го храни со вакви одредби во ваков договор? Тоа е негов проблем. Да, овој лицето што го споменавте пред малку, тој го храни. Нека му служи на чест. Е директор бил или е на Националниот историски музеј на Бугарија. Тој вели, македонците во Македонија се второкласни срби. А македонец во Бугарија е првокласен бугарин.
А зошто само тој лик се цитира овде во одредени медиуми кај нас? Па затоа што тој е главна маскота на бугарската доктрина кон Македонија. Не. Ја не гледам некои други поинаку да Ако сакате по бидат емисијата ќе ви експлоатирани. посочам извори каде што дури го напаѓаат него други помлади историчари. Ама сепак не е репер, навистина. Сепак е на соодветно место во Државен функционер е. Тук тоа е неодбранливо. Значи штом на Бојко и Бојко Борисов има дадено изјава дека тој е добар човек и добар историчар. За Тодорче Преганов. Па тие Ваков се со исто. таква изјава би го смениле. Да, не гледам воопшто причина зашто да сметаме поинаку дека официјалната бугарска историографија не е производ на комунистичката партија на Бугарија. Туку само Македонија е производ на Коминтерната, на комунизмот, на Југославија, на Не, Тито. во право сте дека се провлекуваат некои работи од комунистичката историја во Бугарија и сега, ама има и поинакви мислења. Па има и поинакви мислења, затоа велам, има и поинакви мислења кои тврдат дека бугарите не се татари, монголи и кинези, Да. како што ја сместиле некои историјата на Бугарија и бугарскиот народ на далечниот исток, туку тврдат и се врзуваат за историјата на Стара Македонија. Видете, треба да бидеме одговорни луѓе. Такви како овој директорот што го споменавте на Националниот историски музеј во Бугарија, како да ви кажам, не го одразуваат просечниот став на бугарскиот граѓанин. Значи, тој е еден шарлатан, еден несериозен човек, болен за внимание да присуствува во медиумите и ќе тресне некоја глупост. Еве, ако нешто ви значи, јас ви се извинувам наместо Бојко Борисов. Наш државјанин, не сте бугарски во име на Бугарија се извинувате. Тоа ви го кажував пред малку, ама ја Екатерина Захариева, таа е министер за надворешни работи и нејзината изјава беше населението во Македонија. Зошто за Софија не постојат македонци? Еве во Европската Унија. Ама добро, тоа прашајте си ја неа, таа не е дала таква изјава. Ама зошто Бугарија не ги признава македонците во Бугарија? Видете, не дека не ги признава. Зошто не им да овозможува реализација на пресудите на Европскиот суд за човекови права, регистрација на здруженија, регистрација на партии? Видете, бугарскиот устав не познава етноси, значи нема ни бугарски етнос таму, за разлика од нашиот. Тоа е разликата и вие тоа упорно не го сваќате. Не, ја го разбирам. Затоа е оваа точка. Во бугарскиот устав во преамбулата си пишува ние народните представници на бугарскиот народ. А во член 25 многу убаво пишува дека бугарите по потекло безусловно по лесната постапка може да добијат бугарско државјанство и тие се грижа било кај да се во светот на државата Бугарија. Тоа е друга работа. И бугарскиот народ е како македонскиот народ, дел од македонскиот народ сме сите ние жители на Република Македонија. И од бугарскиот народ таму се дел сите етникуми. Но бугарскиот устав не познава етноси. Тоа македонската јавност никако да го свати и го толкува асиметрично ова. Да, тоа е член 11, луѓе што не е толкувањето асиметрично. Така е што задоа големите сили и државата Грција, кога ја формира во 1821 година, во уставот од 1831 напиша Грк е секој христијанин што живее во Грција. И затоа денес кога ќе прашате свештеник во Грција што е Грк, он ќе ти каже па Грк е тој што е крстен. А тој што не е крстен, е турчин, затоа што турчин е синоним за муслиман, не за некрстените. Јас би ве замолил. И по таа логика сите во Грција се грци. Затоа и во Бугарија сите се булгари. Затоа не признаваат етнички права. Ако ги признаат, тоа ќе се демонтира државноста на таа држава Бугарија. Туку ние сме наследници од југословенскиот модел и Македонија е конституирана како федерација на различни етноси. Се малку карикирам, ама кој Македонија? Па овој модел вие што го пропагирате, ако го пропагирате на вистина, нуди само и поделби. Видете, ако во Бугарија има... За да создадат монолитна нација, тогашните големи сили заради своји сфери на влијание, заради интереси на овие простори... 19-тиот во 21-виот век. Не кажувам јас како ги создавале овие нации и држави. Ама сега е други луѓе. Ја создале Грција, ја создали Бугарија на исти основи. Тогаш биле и монархии. И Турција. Па затоа го имаме бугарин по потекло веројатно Симеон Саксо-Кобурготски за цар на Бугарија. Ова е тотално несериозно што го кажувате. Ама несериозно е вашиот пристап. Значи граѓанската и Македонија ја врзувате за Југославија. Кој коленичеше
пред Москва до скоро време. Не знам Бугарија? јас кој коленичел сега За предходната нашата историографија македонска е власт лажна, коленичи пред бугарската Москва. историографија е вистинската. Не, вие добро го почнавте разговорот кога прашавте ме прашавте што сум по народност за врз база на тоа да оценувате како Јас како бев пратеник, ви кажам само една вистина. Ја шетав Пиринска Македонија, влегував во местните заедници кај што се чуваат матичните книги. После информбирото почнува една друга политика на Софија. Во сите матични книги во графата народност си пишува македонец, ром, македонец. Бугарската комунистичка партија сите тие така ги запишала. Од после информбирото ги прашав и тие што се тамо началници, со црвено пенкало сите матични книги, огромни книги, македонец прецртано бугарин. Викам, зашто на ромот не сте прецртале бугарин? А тој не е наш. Заради тие не наши и неодговорното однесување на официјална Бугарија. Ова сега вие што го кажувате е чиста пропаганда. Не е пропаганда. Значи тие и како македонци голем дел од нив насила беа запишани и затоа се бунеле дури и вооружено. Сега тоа е проблемот поради што се бараат овие комисии. Вие упорно сите оставете ги сами да се декларираат. Еве сега е слободен пописот таму. Видете колку и да е Бугарија како вие што ја представувате нетолерантна држава. Ако сите тие граѓани на Пиринска Македонија кои не се роми, помаци, турци и така натаму власи, ако навистина сите се чувствуваат и по народност македонци, нема сила која ќе ги спречи да ги формулираат и да ги изгласаат тие права кои вие ги барате за нив. Значи тоа се според последниот попис од 2000 и нешто луѓе, од кои апсолутното мнозинство се доселени таму државјани на Република Македонија. Зборувам за цела Република Бугарија. И тој еден човек да треба да ги има сите права и 10 мина да се. Вие сега преувеличувате и создавате конфликт непотребно. Зашто преувеличуваме? Го преувеличувате бројот, селективно прикажувате. Тие комунистичката партија бугарска насила ги запишувала по војната прво како македонци, по 63-та година како бугари. Зашто само насилно ги запишала, а другите ги запишала како бугари? Затоа што тоа беше политика во рамките на комунистичкото движење. Значи тие не оставаа простор секој сам да се изјасни. Сакаш да кажеш дека македонците се измислица на Коминтерната? Не, тоа вие го кажувате. Вие штом сметате дека ќе се загрози македонскиот документ со еден лист хартија, вие на друг начин ја негирате самобитноста на македонската нација. Па по која логика ти го бариш? По аналогија тоа подразбира бугарски корени. По аналогија не бранам ништо. Јас бранам антинационалистичка позиција, вие сте представник на национал-шовинизмот и по таа основа ние сме. По која логика? Затоа што сум македонец. А Божидар Димитров е исто како вас. Па се дека постојат нациите, ќе постои национализмот. Значи тој е шарлатан бугарски и вие македонски. Тоа е. Кога изумрат нациите, како што пропагира комунистите, тогаш може да зборуваме дека сите сме исто. Може би затоа и прифатиле да ги запишат така. Да. Добро, ве молам да се вратиме, молам од режијата член 11 да го пуштате тој телоп, значи таму се говори дека ниту една од двете страни немаат и нема да имаат да пројавуваат територијални претензии една спрема друга, тоа е став 3. Сега спорните ставови за кои досега отворивте дебата се 4 и 5. Во нив се вели дека секоја од страните има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани на територијата на другата страна во согласно со меѓународното право, а за Македонија има посебен став, вика Македонија потврдува дека ништо незиниот устав не може и не треба да се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Бугарија со цел заштита на статус и права на лица кои не се државјани на Македонија. Значи овде очигледно договорот се држи во рамки на државјани на Бугарија и на Македонија. Да. Сега ова е, сакам тука едно прашање да ви поставам, од аспект на тоа што знаеме дека изминатава деценија и повеќе многу македонци зедоа бугарски пасоши и на тој начин добија двојно државјанство или се бугарски државјани, има такви многу во Македонија, илјадници. Дали има македонци, односно од Пиринска Македонија, тоа македонско малцинство што имаат македонски пасоши, дали тие имаат или имаат право да добиваат македонско државјанство и дали за нив ќе може да се грижи Македонија, колку и да се рековте 1.000, 10.000, 100.000, колку и да се. Од една страна знаеме дека има бројка од илјадници граѓани со бугарско државјанство во Македонија, за кои со овој договор Бугарија ќе има право да се грижи. Дали
македонците во Бугарија имаат македонско државјанство или имаат право да го стекнат и на тој начин да добијат заштита од Република Македонија? Во 1992 година Собранието донесе една одредба, член 11 во Законот за државјанство, сите македонци по потекло можат безусловно да добијат и македонско државјанство. Меѓутоа, социјалдемократската влада таа одредба не ја спроведуваше се до 2001 година. Тогаш се почна помасовно издавање на македонски државјанства и почна помасовно да ги бараат и во Бугарија. Добро, тогаш веројатно ова дебата е бесмислена зашто секој ќе може да се грижи за своите државјани. Да, Македонија ќе може за македонците, ако имаат македонски државјанства. И македонците бара, некој добие, можеби неколку илјади ги има и во Бугарија со македонско државјанство. Меѓутоа, после војната во 2001 година, прво барање на ДУИ за формирање на влада со СДСМ беше во 2004 година член 11 да се избрише од Закон за државјанство, бидејќи се плаше дека ако државава наша издава македонски државјанства на македонци потекло надвор од нејзината територија, на попис ќе падне процентот во вкупното население на албанската етничка заедница. Социјалдемократскиот сојуз 2004 година прифати таква измена. Прво што реализира од таа коалициона влада, го смени членот 11 и го избрише правото на македонско државенство за македонците по потекло. И сега, бугарите издаваат на сите што ќе се декларираат за бугари по потекло, иако најголемиот број од нив заради социоекономски причини не за да живеат во Бугарија, туку да заминат на работа во Западна Европа. Србија им дава на сите што ќе се декларираат за срби, Албанија им дава на сите што ќе се декларираат за албанци, Грција им дава на сите што ќе се декларираат за грци. Претежно властите ги смета за грци. Само Македонија остана во однос на сите без одредба со која може да им издава македонско државјанство на македонци по потекло кои тоа ќе го изразат. Тој уште така во законот не се промени. Не се промени и таа одредба остана. Ние во време на владата на ВМРО ДПМН. Значи сега некој ако се чувствува македонец во Бугарија и сака да извади македонско државјанство, ќе вади како странец, под истите услови како и секој странец што може да добие македонско државјанство. За разлика од останатите соседи. Бугарија на секој што ќе декларира и самите кажа какви манипулации се прават преку тие издавања на државјанства, подпишуваш дека си бугарин, ако по потекло ти издава државјанство, заминуваш во Западна Европа. Таа одредба владата на ВМРО ДПМН во 99 година ја препише од привремената македонско-грчка согласност и таму ја има истата формулација во членот 6 став 2 вели: втората страна со ова свечено изјавува дека ништо од нејзиниот устав и особено дополнетиот член 49 не може и не треба се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање на втората страна во внатрешните работи на друга држава со цел да ги заштити статусот и правата на кои било лица во други држави кои не се државјани на втората страна, односно на Република Македонија. Ова формулација Љупче Ѓоргиевски во декларацијата со Иван Костов 99 година ја препише. Таа одредба од таа декларација стана дел и на овој договор. Немаме многу време, брзо ни поминува, имаме уште неколку теми. Да, господин Казуров, каков е вашиот став во однос на овој договор? Дали е доволно симетрично? Па сега тоа нека кажат правниците во однос на ова со државјанството, кој каде има. Веројатно не е, но не е тука проблемот. Знаете, не се доискажав предмалку. Значи, бугарскиот устав не познава етноси, таму нема етнички партии, за разлика од кај нас. Не само што првите обиди за политичка партија на луѓето што се сметаат како етнички македонци во Бугарија беше формирање политички субјект на етничка основа, туку тие првото Омо Илинден во неговата програма предвидуваше отцепување на Пиринска Македонија од Бугарија, заминување на бугарската армија од таму, заминување на бугарската православна црква. Значи тоа беа луѓе диригирани од тука. Бугарија ова го бара, а и сам еден член на Омо Илинден. Зашто велите воопшто диригирани? Ама господине, па вие нон-стоп ме прекинувате сега. Тоа е лага. Што е ова емисија? Како не е член на Омо Илинден издаде книга дека сме српски мекерета, това е точно и опиша во детали каде од кого примале пари, кој ги сыскал, кој ги терал, што да инструкција на бугарските како. служби.
Може би бил вметнат човек од бугарските служби, Како што бил Иванчо Михајлов, но ги разоткри тие влада вметнат за да го растори ВМРО тие итрици. Значи ова е бугарска експозитура. Простачки. Ве оставам 30 минути да зборувате глупости, вие во втората секунда ми влегувате во збор. Треба да се тепаме ли сега? Што е работата? Зборувате лага, затоа па знам дека сте клиент на една агресивна политичка партија, ама бидете културен. Нито една партија. Со пристапница не сте, но сте член на една шизофрена партија која пледира на историјат на бугарски организации, а шири антибугаризам. Да го задржиме шизофрена партија. Која е таа шизофрена партија која вчера владееше во Македонија? На ДПМН Валјево сте клиент. На таа партија што шири. Јас сум основач на младинската организација на таа партија, но сум се отчленил кога дојде на власт. Кој? Првиот пат. Добро, тука повикувам вториот блок реклами и ќе превршиме емисијата. Назад сме во студиото, во финишот од вечерашната дебата посветена на договорот за добрососедство што треба да биде подпишан во вторник. Има уште една точка од членот 11 која е интересна за јавноста и предизвикува загриженост, особено кај медиумите јавноста. Може од режија да го пуштат уште еднаш член 11, точка 6, таа предвидува двете страни да преземаат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични действија кои би им наштетили на нивните односи. Господин Канзуров, во ова многумина гледаат обид за цензура своевидна на медиумите или на луѓето што излегуваат со јавни ставови и кои може да се толкуваат дека сете ширење на омраза. Кој и како ќе ја оценува кој став треба да биде забранет и какви се тие ефективни мерки што се предвидени, а може да не бидат ова цензура? Да, па добро, овде сега немаме ние можност да влеземе во главите на луѓето кои ги формирале тие точки, што точно подразбирале. Мислам дека се бара поголема свесност за говорот на омраза. Например, говор на омраза е кога Бранко Црвенковски како премиер или водач на опозиција ќе каже, мислејќи на Младен Србиновски, бугарин не може да биде директор на државна институција во Македонија. Етнички бугарин. Тоа е чист нацизам, говор на омраза. И сега кога Заев се гушка со Бранко Црвенковски, иако тие според постапките на Заев и начинот на кој ја води политиката и сите си имаме извори во партиите, не се во некоја голема љубов, ама во јавноста се гушка со Добро, не е ли тоа слободно изразување на некаков начин? Сега, значи, некој само дека од етничка припадност не може. Значи, тоа не може да помине веќе. Значи, за таква изјава на БЦ треба да има санкции. Потоа, кога Ѓорги Спасов, бившиот амбасадор во Бугарија и во Велика Британија, ќе напише дека на некоја емисија учествувал и Виктор Канзуров, представник на големо бугарските интереси, и со тоа веднаш врши, видете како јас зборувам сега и дали сум представник на големо какви и да е интереси. Значи, тој врши дисквалификација веднаш и со тоа неговиот говор подразбира, тоа ќе ви го каже секој човек што се занимава со хуманитарните науки и со говор на омраза. Ќе ви каже дека е пар екселанс говор на омраза, многу перфиден. Значи, сака да му го ограничи говорот на некој човек. Истиот тој Ѓорги Спасов, кој најмногу ја напаѓаше декларацијата од 1999 година, кој учествуваше во тие шовинистички погроми на така наречениот СДСМ. Значи, тоа е поголема свесност и за исти такви шарлатани како Божидар Димитров и други некои, кои, например, тој еднаш тресна глупост дека некакви мошти од некој светец биле украдени од македонските служби. Борисов денеска имаше изјава во која стави особен акцент на оваа точка. Очекувате ли да во реалноста да се во реалноста господинот Петров дека има слична одредба и во времената спогодба со Грција, но никогаш не се ефектурала? Видете, во реалноста тоа ќе се спроведува кога ќе ни се демократизираат земјите. Значи, тогаш ќе се спроведува. А тие времените спогодби и сето друго што ни се случува, мислам, е само потврда дека на југословенска основа конституираниот македонски идентитет веќе не може понатаму да екзистира. Треба да се за мене ова е говор на омрза.
Че Македонија не е производ на Југославија. Производ на Југославија, пар екселанс. Во вашата глава е тоа 100% признато. Добро, затоа тука е тенка е границата дали е слободно изразување или Тоа не значи дека Југославија по дефолт е лоша. или говор на омраз. Не реков јас дека е лоша. Па и Бугарија можеби не е лоша. Видете, Ама ако се разложи на Македонија, Мизија и Тракија, ништо не ме Јас не остане од негирам Бугарија. дека во тој период имало и убави работи, кога Вардарска Македонија била дел од СФРЈ. Јас ги подвлекувам негативните. Закон за македонска национална чест, значи забрана да има бугарски идентитет, фалсификување на историјата на луѓе со бугарска свест им се менува во учебниците и во јавниот дискурс. Тоа е тоа што е негативно и омразата кон бугарите, грците и Кога албанците. Софија тврд вели дека македонците се бугари, тоа е говор на омраза или демократија? Ако генерализира за сите е говор на омраза, да. Па тоа е доктрина на официјална Софија. Во основата на бугарската држава е антимакедонизма. Сега вие дали свесно или несвесно ги манипулирате не ги гледачите. манипулирам. Не е ги тоа манипулирам. доктрината. Не ги тоа манипулирам доктрината. затоа што вие цело време тврдите дека македонскиот идентитет Па е видете производ ги на изјавите. Југославија. Не. Тоа никогаш не го реков. А Да на бидеме чиј внимателни. производ сме ние? На србите. Не го реков тоа. Вие имате погрешна Не, представа. па деве те прашувам на чиј производ сме? Зборувам дека државата претежно се подпира на југословенското толкување, а инаку раниот македонизам дури бил и пробугарски. Македонизмот на еден Шарло, на Ченто, на Рацин, на првите македонисти, Па тоа Васил што го збориме Ивановски, цело Венко време дека Марковски. основата на Бугарија Тие е Македонија. не биле македонисти, ама тие биле Тоа од што го Македонија тврдат и луѓе. бугарските председатели без македонската историја. Значи тие немаат не врска со постои македонизмот кој го бугарска наложил држава. Милован Джилас. Затоа кога дошол нема Стане врска. Доланц кај Тодор Живков ќе го прашала како во Софија го решавате или ќе го решите македонското прашање, тој во своите мемуари напишал како да го отворам македонското прашање во политбирото на ЦК на КПБ, кога мнозинството се македонци Да, по потекло. географски македонци. По потекло. Мораме Затоа тука да Ѓорѓе завршиме Димитров емисијата. им нудел писмо преку Бугарската комунистичка Милован партија Джилас е патрон на ова за да ја вашето. дадат Тој да се решил обедини тие луѓе од Пиринска со Вардарска ВМРО што се Македонија. бореле против српските поробувачи да бидат прогласени за лоши, а овие од отоманскиот период. Српско-бугарската диоптрија е секогаш Ви контра благодарам на Македонија. двајцата што бевте мои гости. Очигледно има многу теми уште за разговор. Има впечаток дека емисијата Ама трае уште сигурно 2 со часа. Казуров во ваква комисија Ќе нема да трае ги решаваме, 2 бидејќи часа, тој си е очигледно многу работа ќе има таа доследен на комисија што бугарската треба да се кауза. формира. Очигледно да сте разликите живи, погледите се ама не живи, здрави се- вие. Мислам, се диаметрално спротивни. Ви благодарам уште еднаш. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма.